Македонија е земја на празници. Жителите на малата балканска земја уживаат да празнуваат со полни трпези, весело расположение и дружење со пријателите. Можеби токму затоа со 20 на државни и верски празници во текот на годината. Македонија е на врвот во Европа по бројот на неработни денови. Сепак, новогодишните и божикните празници се приказна за себе. Распослани во првата половина на јануари го распламтуваат хедонистичкиот дух кој тлее во душата на македонецот. Музика до рани зори, храна и пиење во изобилство чиниш утре е крајот на светот. Славењето вообичаено започнува пред неколку дена пред 31 декември како загревање за најлудата ноќ, како што се нарекува преминот од старата во новата година. Во тој период сите кафулиња и кафеани се полни, нема игла кај да фрлиш. Се слави со пријатели, роднини, колеги, па дури и со луѓе кои воопшто не ги познаваш. За нова година нема дом во кој не се подготвуваат кифлички, руска салата и печено свинско или телешко месо, а се наздравува со домашно црвено вино. За бадник се подготвува посна вечера на која покрај рибата задолжителни се традиционалните македонски специјалитети – тавче, гравче и сарма. Во многу домаќинства на бадник се варат и костени кои се одлично мезе со црвено вино. Во тие неколку дена не се штеди на ништо. Мора да има пари за подароци, за кафеани и секако најважното – фрижидерот да се наполни до врв со храна и пијалоци. Токму заради потрошувачката треска јануари е познат како најдолг месец во годината. Обично после 2 недели домашниот буџет е празен, но тоа и не е толку важно ако празниците поминале како што треба. Гладна мечка оро не игра. Оваа стара народна поговорка се чини најдобро го опишува наравот на македонците. Непишано правило е дека при секое славје најважно е да се обезбеди доволно храна и пијалок, а се друго само ќе си дојде. Најдобрата потврда за ова се токму новогодишните и божикните празници. Трпезата е постојано полна, а се менуваат само гостите и специјалитетите.